Дали петардите на Дрина Ахмети ќе пукнат предизборно во владината коалиција? Контроверзниот бизнисмен од ЗАЕС можно е да ги помати плановите на еден месец пред формирање техничка влада. Јавноста се погласно се чуди кој замешал прсти младиот Ахмети да заврши со лисици на рацете за 750 парчиња пиротехника, а не за спорното купување на милионската соравија. Неизвестноста продолжува бидејќи обвинителството се уште го немало добиено вештачењето, што ќе било клучно за што ќе одговара Дрина Ахмети. 3 дена и медиумите чекаат одговор за кое дело ќе сноси одговорност. Првиот човек на МВР одлуката за полниот гепек петарди и огномети ја префрли во обвинителството. Сепак, според Оливер Спасовски, во поднесокот на полицијата стоел и членот 396 од кривичниот законник, што би значило и кривична одговорност. Дрина Ахмети остана воздржан на прашањето од Алфа дали тргува со пиротехнички средства вечерта кога беше спроведуван, а денеска тврди дека петардите легално купени биле за неговите внуки и внуци. Во овој момент нема да коментирам детали, бидејќи во тек истрага и постапка, мојот правен тим работи на тоа. Можам да го кажам само ова: пиротехниката беше купена легално, а сите други подароци во автомобилот беа за моите внуки и внуци. Правниците кои ги контактираше Алфа се со сомнеш дека докрај ќе се расчисти случајот. Велат ќе се заврши со парична казна според законот за прекршоци. Адвокати за Алфа се децидни дека ќе се направи се за да се казни со најблагиот прекршок. Ако некој се бави со трговија на пиротехнички средства, се казнува со затвор и до 10 години, додека за превоз на петарди и огномети санкцијата е многу помала. Дрина Ахмети беше фатен со гепек полн петарди и огномети, а по 3 часа во полициска станица беше спроведен со цивилно возило.